Мнозинството граѓани сметаат дека институциите добро се справија со последиците од трагедијата во Кочани, покажува последното истражување на јавното мислење кое за МКДМК го спроведе Market Vision. Според него, речиси 2/3 од граѓаните или 65% имаат впечаток дека институциите ефикасно се справиле со последиците од трагедијата, додека 35% се убедени во спротивното. Високи 71% од анкетираните рекле дека и здравствените власти биле ефикасни во справувањето со големиот број повредени. Над половина од граѓаните или 53% сметаат дека МВР и обвинителството брзо и ефикасно ги превземале потребните мерки за утврдување на одговорноста, додека нешто под 1/3 не се убедени во тоа. Поголемиот дел од граѓаните гледаат некакво поместување во борбата против корупцијата, но и натаму останува впечатокот дека треба да се работи повеќе. Само 11% сметаат дека борбата е интензивна и континуирана, додека околу половина од граѓаните гледаат дека се вложуваат напори, но сметаат дека тоа не е доволно. 23% изјавиле дека не гледаат дека било што се прави во борбата против криминалот и корупцијата. Мнозинството е на ставот дека е потребна целосна чистка во судството. По околу 50% од граѓаните се на ставот дека треба да се смени и судскиот совет и јавниот обвинител, додека против се нешто под 1/5. 2/3 од граѓаните даваат поддршка на владините мерки за замрзнување на маржите на дел од производите, а околу 40% се на ставот дека производите се добро избрани. Најголемиот дел од луѓето или над 40% сметаат дека причина за високите цени се трговците кои се однесуваат неодговорно, а по околу 24% вината за високите цени ја гледаат во војната во Украина и во производителите и увозниците. Анкетата на Market Vision е спроведена телефонски во периодот од 20 март до 17 април врз репрезентативен примерок од 1200 испитаници. За СДСМ анкетата е манипулативна. Market Vision пред само неколку недели склучила договор со владата на рекордна сума од 400.000 евра за да прави анкети и го мери мислењето и задоволството на граѓаните од работата на владата. Зар некој треба да верува во овие анкети кои служат единствено да се манипулира јавноста и се во функција на пропагандата на ДПМН, се вели во соопштението на СДСМ. Александар Спасовски, Сител телевизија.